трогателна приказна која докажува дека треба да ги цениме нашите најблиски пред да биде предоцна. Независно од тоа како светот се менува, проблемот на генерации постои во секое време. И иако е многу тешко да се разбере лице кој има големи разлики со нас, треба да ги цениме нашите баби и дедовци. Тие за секогаш ќе останат за нас упориште на вистински вредности и извор на мудрост. И ова е едноставна вистина која треба да се запамети. Баба беше дебела, широка, со мек глас, мелодичен и многу не сакаше. Целиот стан е пон со нејзини глупости врескаше таткото на Борис. Па каде да оди стара жена, му се спротистави мајката на Борис. Во дом за стари лица, ете каде, таму е местото, додаде таткото. Сите во куќата, вклучувајќи го и Борис, ја гледа својата баба како сосема непотребна личност. Баба спиеше на тврд душек, по цела ног се вртеше од еден на друг колк. Наутро прва ќе станеше и ќе почнеше да работи гласно во кујната. Пото ги будише керката и зетот. Станете, станете, ајде, водата во чајникот зовре, да испиете нешто топло пред да тргнете. Борис беше следниот. Стани, мило мое, да одиш на училиште. Зошто? Ја прашал Борис со солнив глас. Затоа што темниот човек е глув и нем. Ете затоа, му одговорила бабата. Оди ти, бабо, дополнително рекло момчето. Бабата скоро секој ден му ги чистише чевлите на таткото на Борис и кога малиот Борис ке се вратеше од училиште, ќе го фрлеше ранецот во рацете на бабата и ќе извикаше: Бабо, што има за ручек? Бабата го оставаше плетењето, ја поставуваше масата и го гледаше Борис како јаде. Тој во тие моменти ја чувствуваше бабата како близок пријател и раскажуваше за сите згоди и незгоди на училиште. Бабата го слушаше со љубов, со големо внимание, велејки: се е во ред, Борче, и добрите и лошите работи се добри. Од лош човек ке работиш повеќе, од добра душа ке цветеш. На Борис му пристигнал пријател и кога сакал да се поздрави со бабата, Борис му кажал дека не мора затоа што таа е стара, старото дрндало по дома. Другарот останал збунет, а бабата со солзи во очите. Додека разговарале во другата соба, пријателот го прашал зошто така се однесуваат со нивната баба и дека таа треба да е главна во куќата затоа што повеќе не може да работи како порано. Не можеш да ја навредуваш. Замисли да дознае татко ти, рекло другарчето. То нема да биде проблем, ниту тој не ја поздравува, одговорил Борис. По овој разговор Борис се подзамислил и додека сите седеле во собота ја прашал бабата: Бабо, дали ние тебе те навредуваме? Нашата баба е подобра од сите, а живее полош од сите, никој не се грижи за неа. Мајка му била изненадена, а таткото му луд. Кој те научи да ги осудиш твоите родители? Погледни ме, уште си мал. Бабата, насменувајќи си рекла: би било глупово да не се радуваш. Син ти расте. Јас го проживев мојот живот. Вас староста доправа ве чека. Тоа што ќе го убиеш нема да се врати. Грбот на бабата станал уште подвиткан. Таткото се шегуваше: еј, мајко, уште малку со земјата ќе се споите. Мајката на Борис наведено му велеше: престани така да зборуваш со стара жена. А кога ќе ја прашате бабата да заврши некоја работа, и велеше: дебе, мамо, како желка си, до кујната ќе те пратам, 1 саат те нема. Бабата почина пред мајскиот празник. Таа умре сама, седејќи на стол, плетејќи чорапчиња за Борис. Имаше прибор на масата, така што очигледно го чекала Борис. Наредниот ден ја погребаа. Кога се врати Борис дома, ја виде мајка му како клечи до ковчегот кој го чуваше неговата баба. Внатре имаше многу стари и чудни работи.
Мајка му држеше црвена чевличка во рацете и плачеше. Уште ја чувала, моја е. Тогаш од ковчегот почна да вадат работи кои бабата ги чувала за нив. Кошола и чевли за зетот, марама од свила за керката, ракавици и шал за Борис. Тогаш татко му на Борис извадил и кесичка со сладки, на која пишувало за мојот Борче. Борис тогаш пребледе, ги грабна бомбоните и излезе надвор. Луташе долж улицата. Тој дошол дома кон крајот на вечерата. Очите му беа отечени од солзи, а свежа глина му била залепена на колената. Торбата од бабата ја стави под неговата перница и покривајќи ја главата со кебе си помисли: баба нема да дојде да ме разбуди наутро.